Министерството за енергетика најави конкретни мерки за заштита на граѓаните од неправилно фактурирање на електричната енергија. Според надлежните, ќе се воведат построги контроли врз снабдувачите, а граѓаните ќе добијат олеснет пристап до приговори и рекламации. Дополнително, ќе се формира независно тело што ќе ја следи работата на енергетските компании и ќе реагира во случаи на неправилности. Министерството нагласува дека целта е да се обезбеди фер наплата и да се спречат прекумерни трошоци за потрошувачите. Овие мерки доаѓаат по бројни поплаки од граѓани кои се соочиле со неправилни сметки за струја. Владата уверува дека ќе работи на зголемување на транспарентноста и подобрување на односот меѓу потрошувачите и енергетските компании. Од Министерството потсетуваат дека сите граѓани кои сметаат дека нивните сметки не се точни можат да поднесат приговор, а надлежните институции се обврзани навремено да ги разгледаат сите случаи. Според најновите податоци, 30,4% од децата во Македонија на возраст од 6 до 9 години живеат со вишок килограми. Овој алармантен тренд е последица на нездравата исхрана, недостатокот на физичка активност и се позачестеното седење пред екрани. Стручњаците предупредуваат дека детската дебелина може да доведе до сериозни здравствени проблеми во подоцнежните години, вклучувајќи дијабетес и кардиоваскуларни заболувања. Родителите и образовните институции треба да преземат мерки за промовирање на здрави животни навики. Министерството за здравство најавува програми за подигнување на свеста и воведување на здрави оброци во училиштата. Дополнително, ќе се работи на зголемување на физичката активност кај децата преку различни спортски иницијативи. Лекарите апелираат до родителите да бидат повнимателни со исхраната на своите деца и да ги поттикнуваат на повеќе движење. Само преку заеднички напори може да се спречи натамошното зголемување на овој проблем. Обединетите нации упатија итен апел за собирање $112 милиони за справување со хуманитарната криза што ги погоди Судан и соседните земји. Според извештаите, милиони луѓе се соочуваат со глад, болести и недостаток на основни ресурси. Обединетите нации предупредуваат дека ситуацијата се влошува, а хуманитарните организации се соочуваат со недостиг на средства за обезбедување помош. Судирите и насилството во регионот го отежнуваат пристапот до загрозените населенија, дополнително комплицирајќи ја кризата. Меѓународната заедница е повикана да реагира со итна финансиска поддршка за да се спречат уште поголеми загуби. Организацијата нагласува дека без соодветни ресурси, стотици илјади животи се во сериозна опасност. Хуманитарните мисии веќе се ангажирани на терен, но потребите значително ги надминуваат расположливите капацитети. Се очекува брз одговор од донаторите за да се обезбедат основните услови за преживување на погодените луѓе. Либериското кафе, потекло од Јужен Судан, би можело да стане еден од најпопуларните видови на светскиот пазар. Со очекуван пат од 12% во жетвата на кафе во Бразил поради сушата, оваа сорта добива зголемен интерес како алтернативно решение. За прв пат откриено пред повеќе од 1 век, либериското кафе се одгледува и во Конго, Централноафриканската република, Уганда, како и во Индија, Индонезија и Виетнам. Неговата способност да издржи екстремни климатски услови го прави потенцијален одговор на предизвиците со кои се соочуваат традиционалните производители. Иако моментално зазема помалку од 1% од глобалниот пазар, експертите сметаат дека ова кафе може да стане клучен фактор во премостувањето на глобалниот недостиг. Заинтересираните потрошувачи засега најлесно можат да го набават преку интернет. Либериското кафе има сладок вкус со ноти на чоколадо, темно овошје и лешник, што го прави послично на арабика кај отколку на робуста. Генерално е помалку горчливо од двете, што дополнително го прави привлечен избор за љубителите на кафе. Доделувањето на Оскарите низ годините било сведок на многу скандали, од физички пресметки до политички протести. Еден од најпознатите инциденти е шлаканицата што Вил Смит му ја удри на Крис Рок во 2022 година, што ја шокираше јавноста и доведе до негово исклучување од академијата. Контроверзии имало и во минатото, како протестот на Марлон Брандо во 1973 година, кога актерот го одби Оскарот во знак на поддршка за правата на домородните американци. Покрај тоа, на црвениот тепих често имало неочекувани сцени, како страстни бакнежи и несогласувања меѓу ѕвездите. Овие моменти покажуваат дека Оскарите не се само гламурозен настан, туку и сцена за лични, политички и културни конфликти кои остануваат запаметени во историјата на филмот.